Почитувани присутни, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 19-та седница на Советот. Пред да преминеме на дневниот ред, го ставам на гласање записникот од минатата седница. Дали има забелешки на записникот? Бидејќи нема забелешки, записникот го ставам на гласање. Ве молам кој е за усвојување на записникот од минатата седница. Констатирам дека Советот со 9 гласа за го усвои записникот од минатата седница, 18-та поред. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, предлог извештај на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата од одржаната седница на ден 18.2.2019 година. 1.1. Предлог одлуки за поднесени барања за постапување со бесправно изградени објекти, со кои објектите ќе се вклопат во идната урбанистичко-планска документација во однос на поднесените барања на ДООЛ Црна река Петролка Вадарци. 1.2. Предлог заклучок во однос на поднесено барање од физичко лице. Втора точка. Предлог извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 18.2.2019 година. 2.1. Предлог за донесување на годишна сметка на буџетот на општина Росоман за 2018 година. 2.2. Предлог одлука за сопствено учество на општина Росоман во проектот за подобрување на социјалната инклузија преку уредување на централното подрачје на Росоман. 2.3. Предлог одлука за сопствено учество на општина во проектот подобрување на животниот стандард преку изградба на водоснабдителен систем во село Манастирец. 2.4. Предлог одлука за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Росоман за 2019 година. 2.5. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување во јавното предпријатие за комунални дејности Росоман од Росоман за 2019 година. 2.6. Предлог одлука во однос на поднесено барање од физичко лице. 3. Предлог извештај на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања од одржаната седница на 18.2.2019 година. 3.1. Предлог заклучок во однос на поднесено барање од Спасе Ристевски од Росоман. 3.2. Предлог решение за именување на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Росоман. 4. Предлог извештај на Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност од одржаната седница на 18.2.2019 година. 4.1. Предлог одлука за ажурирање на процена на загрозеноста на подрачјето на општина Росоман од сите ризици и опасности. Дали има надополнување на дневниот ред? Повели Бога. Ние како членови од советничката група на советничката група на ВМРО-ДПМН имаме уште една точка за надополнување како предлог одлука за ослободување од данок на имот или комунални такси за лицата или бранители кои учествуваа во воениот конфликт во 2001 година. Друг предлог? И јас би додала уште една точка на дневен ред, советничко прашање. Ако советничко прашање. Јас лично имам прашање, па ако сакате како советнички прашање или советничко прашање. Чисто консултативно е прашањето за тоа да не одиме конкретно со предлози. Само една мала забелешка. С оглед на тоа дека според она што го гледаме како дневен ред овдека и претходно го немаме увид дека има советнички прашања, не сме спремни ние баш во овој момент да нека
Или за наредната седница, доколку не ви смета со оглед на тоа, да Значи не е опфатиме тоа поширок. конкретно прашање, него е предлог конкретно до градоначалникот. Конкретно до градоначалникот, значи се работи за потреби на граѓани. Добро, јас сметам со ова дека нема да биде исцрпено таа можност за советнички прашања во некој од наредните седници, се со цел да да дојдеме ние, како да кажем. Ситуацијата е Добро, борете. работи за различна ситуација, така да мислам дека треба, ако се слагате, не мора да на дневен ред, ја можам уште сега да го предложам пред дневниот ред, да не влезе во дневен ред. Видите, нека води и советничко прашање. Дали имаш писмено барање, Благе? Предлог одлука. Предлог одлука. Писмено предлог одлука, дали имаш изработено како да гласи тоа, да. Содржина на предлог одлука. Да направиме пауза 5 минути, да се изготвиш, да доставиш до Советот за Значи да вложиме оваа точка за наредна седница и изготви писмена предлог одлука како би требало да гласи за ова. За советничко предлог, ајде, да не биде прашање. Може ли да го поставам пред во дневниот ред? Како си сакаш? Или да го ставам во Прашај дневен со ред? Лазар, консултирай се. Нека води советничко прашање. Советничко прашање. Едно прашање. Значи, Благе, твојот предлог оде на Народниот совет со предлог одлука изготвен. Значи, одем точка 5, советничко прашање или предлог, ајде, како да го крстим, предлог или прашање. Ако е едно, повеќе советнички. Други дополнувања на дневниот ред? Поставам дневниот ред за глас. На глас. Ме молам, кој е за усвојување на дневниот ред? Констатирам дека Советот едногласно го усвои дневниот ред. Прва точка. Предлог извештај на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата од одржаната седница на ден 18.2.2019 година. Го молам председател на Добар ден, почитувани. Врз основа на член 44 од статут на општина Росован, член 110 и 125 од деловодникот на Совет на општина Росован, службен весник на општина Росован број 7/6, Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата од одржаната седница на 18.2.2019 година до Советот на општина Росован го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваат 4 члена на комисијата на Совет, општина Росован. Присутен беше градоначалникот на општина Росован. На дневен ред за оваа седница на комисијата беа утврдени 2 точки, во однос на кои комисијата расправаше и во однос на кои своите ставови и предлози ги доставуваат до Советот на општина Росован. Во однос на првата точка на дневниот ред, разгледување на предлог одлука за поднесени барања за постапување со безправни објекти кои ќе се вклопат во идната урбанистичка планска документација за наведените локации. Членовите на комисијата го разгледува предлогот за донесување на одлука за барање на Црна река Петрол Доек Кавадарци за по промет УП1 број 1146 од 18.12.2018 година за резервоари и цистерни за гориво КО Сирково УП1 број 1147 од 18.12.2018 година. Канцеларија КО Сирково комисијата предлага со 1 глас против и 3 воздржани Советот да ја донесе соодветната одлука. Во однос на втората точка на дневниот ред беше разгледано барањето број 09.52/1 од 04.2.2019 година поднесено од страна на Коце Ѓорѓиевски од Росован, со кое бара асфалтирање на улицата до неговата куќа. Комисијата со 4 гласа предлага барањето да биде уважено. Да, донесе соодветно. Грешка случајте.
точка 1. Предлог одлуки за поднесени барања за постапување со бесправно изградени објекти со кои објектите ќе се вклопат во идната урбанистичко-планска документација во однос на поднесените барања на ДОЕЛ Црна река Петровка Вадарци. Отварам претрес по оваа точка, да не некој баре збор? Јас сакам да се произнесат надлежните, да видиме кој бенефит ќе го има општината од оваа легализација. На кој се ресува на градоначалник? Било кој е. Надлежни... Треба инспекторите да викнеш Морamo се за урбанизм. 20. Нека дойде нека појасни. Че имаме помпа. Боцко и Джорджи Крестов сме дали, нека појасни. Не, Джорджи, не, Боцко може. Ово е Слободан Печевски. Тука ли е Воцко? Джедавски. Ево јас ќе го Да. 5 минути пауза. Да не друг по разбор? Ајде, еден апел. Не се. Почитувани дами и господа, очигледно ова предлог одлука, значи, не разбранува малку овдека во Советот. Едни прашуваат советници зошто е дозволено така, други кажуваат дека овдека ние постапуваме, треба да постапиме по сосема друго, а не по тоа што се поставува прашање. За да во иднина, апелирам, за да во иднина не би дошле до овакви ситуации, пат ситуации каде што не можеме да се разбереме, ќе побарам, односно јавно барам, овдека од градоначалникот до општинската администрација благовремено да си ги завршуваат обврските и работите, се со цел да не дојде до... Што тоа значи? Тоа значи да веќе не можеме да пролонгираме до 2018, па до 2020, па до 2025 година легализирање на бесправно изградени објекти. Веќе државата си носи своји закони, институциите, општините прилагодуваат акти соодветни на законите, така да тие изготвени акти истите треба да ги применуваат, а граѓаните да ги почитуваат. Значи, во иднина, уште во самиот старт, да некој правен субјект сака да отпочне да гради бесправно, бесправно да гради, општината и општинската администрација да си ги обава своите работи преку инструментите, односно преку нивните надлежни инспектори или како да ги речем, значи подитно да му издадат забрана за градење на тој објект, се со цел да го насочат тој легално да си ги отпочне постапките за градба како што се пропишани. Сега сме ставени пред свршен чин, овдека објектот е веќе изграден, никој не е постапил при негово запирање, ако ќе биде и сега и несериозно, ако веќе и владата изготвува ноиз кој што слушаме сега, пред неколку дена слушнавме, дека изготвува некој нов закон за легализација на бесправно изградените објекти до крајот на 2018 година, мислам, тоа ни дава за право да ние сега не пракосиме на себе ова, него да ја поддржиме. Меѓутоа, и како во иднина да се внимават на овие забелешки кои што се наведени овдека, а од тоа најголем бенефит и ќар ќе има општината, затоа што средствата ќе бидат многу повеќе ократни, неголи во однос на ова што сега ќе го прибави како по овој начин на прибирање на средства кои ќе дојдат по овој основ. Тоа ми беше апел, благодарам за вниманието. Значи да се внимава за во иднина. Благодарам. Да некој друг разбор? Тоа исто Бидејќи никој не баре збор, да заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. Да ја молам кој е за усвојување на одлуката.
урбанистичко-планска документација, односно поднесените барања на доајал Црна река Петилка Вадарци. Кој е за? 8. Против? Воздржани? 8 за и 1 воздржани. Констатирам дека Советот со 8 гласа ја усвои одлуката на Црна река. 1.2. Предлог заклучок во однос на поднесено барање од физичко лице. Барањето е од страна на наш сограѓани со кое бара асфалтирање на улицата до неговата куќа. Отварам расправа по оваа точка, дали некој бара збор? Комисијата предлага да се усвои заклучок, значи предлага. Комисијата предлага Советот да го одобре барањето на нашите сограѓани. Дали некој бара збор? Во врска со почитувани советници, почитувани медиуми, во врска со оваа точка, односно со предлогот за барањето поднесено од страна на Коци Ѓорѓиевски од Росоман, со кој се бара асфалтирање на улица до неговата куќа, можам да кажам дека ние донесовме програма за асфалтирање. Оваа улица не е влезена во таа програма. Меѓутоа и покрај тоа постои тука и друг проблем, бидејќи оваа улица минува низ приватен имот. Тоа се решава на поинаков начин, тие лица најпрво треба да се договорат со изјави или не знам на кој друг начин тоа се решава, па дури кога ќе се решат сите тие имотно-правни односи, тогаш може да разговараме за тоа. Овакав е, бидејќи еден дел припаѓа и на едно лице кое тука работи во комуналец, тој не се слага. Не можеме да постапиме според тоа, најдобро е тие прво да си го решат меѓу себе, па подоцна ние да размислуваме за тоа. Благодарам. Јас се надоврзам на оваа точка. Мислам дека у законот постои дека може да се експроприира земјиштето и да се откупи од општината. Тоа не е многу земјиште. Мислам дека постои закон за тоа, мислам дека вас приџаби да се бунем, значи може општината да го постапи по тоа и мислам дека треба општината да постапи по тоа. А да не го оставиме они да се договарат, пошто изгледа не може да се договорат очигледно, најубаво да се откупи земјиштето. Дали доколку се вклопи во урбанистичкиот план? Мислам, кој ќе биде изготвен урбанистичкиот план, дали постои таму улица или треба да чекаме да стигне урбанистичкиот план? Ние се како што знаете дека во тек е изготвување на урбанистички план за село за Росоман, се уште не е завршен, при крај сме негде со неговата работа. Тој дел припаѓа во опфатот, урбанистичкиот опфат. И откако ќе се донесе, ние за сега се уште немаме урбанистички план, не постои урбанистички план, постои општ акт, односно кој што не е во функција, кој на кого значењето му поминало многу одамна. Ние се додека не го добиеме урбанистичкиот план за село, не можеме да постапиме во врска со оваа, со предвидување на нови улици. Иначе, самиот процес на експроприација е комплициран процес и не е така ни брз. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката, заклучувам претходната точка да ставам на гласање. Кој е за усвојување на одлуката, предлогот на комисијата да се уважи барањето на Коце Ѓорѓиевски? Констатирам дека Советот со 9 гласа за усвои барањето на Коце Ѓорѓиевски.
седница на ден 18.2.2019 година. Молам председателот на комисијата да се пренесе. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани медиуми, добар ден. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 18.2.2019 година до Советот на општина Росован го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваа 5 члена на Советот на општина Росован, а присутни беа и градоначалникот на општина Росован и раководител на одделението за финансии. На дневен ред на оваа седница беа утврдени 6 точки. Прва точка. Во однос на првата точка од дневен ред, разгледување на годишна сметка на буџетот на општина Росован за 2018 година, комисијата со 4 гласа за и 1 воздржан предлага Советот да ја донесе годишната сметка во форма како што е доставена до членовите на Советот. Точка 2. Предлог одлука за собствено учество на општина Росован во проектот подобрување на социјалната инклузија преку уредување на централното подрачје во Росован. Комисијата со 5 гласа за предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Точка 3. Предлог одлука за собствено учество на општина Росован во проектот подобрување на животниот стандард преку изградба на водоснабдителен систем во село Манастирец. Комисијата со 5 гласа за предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Точка 4. Предлог одлука за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Росован за 2019 година. Комисијата со 5 гласа за предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Точка 5. Разгледување на барање за согласност на годишниот план за вработување на ЈПКД Росован од Росован за 2019 година. По спроведената расправа и даденото појаснување од страна на директорот на јавното претпријатие, комисијата зазаде став со 3 гласа за и 1 воздржан и 1 против, со кој предлага Советот да донесе решение за давање на согласност на годишниот план. Точка 6. Во однос на поднесеното барање 08-67/1 од 13.2.2019 година, поднесено од страна на Драгана Печевска од Росован, со кое бара финансиска помош за стажирање во износ од 12.500 денари. Комисијата со 5 гласа за предлага Советот да донесе одлука за одобрување на барањето. Комисијата предлага Советот на општина Росован да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Отворам претрес по однос на првата точка од дневниот ред на комисијата за финансии. Разгледување на годишната сметка на буџетот на општина Росован за 2018 година. Комисијата со 4 гласа за предлага Советот да ја донесе годишната сметка. Ве молам, дали има некој за збор овие? Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, граѓани на општина Росован. Нема да бидам долг, само на кратко видување на завршната сметка. Штета е што секогаш ова завршна сметка доаѓа на разгледување после донесување на предлог буџетот за тековната година. Според мене 81,27% е реализација на овој буџет, заради тоа што од 34.916.911 општината успеала да прибери средства 28.377.509 или 81,27%. Не одам во детали. Значи, слаба проценка. Кај расходниот дел, уште по-дебакал ситуација, каде што се планирало да се истрошат 34.916, 34.916.911, се истрошиле 20.836.149. И сега очекувам раководителот и градоначалникот да ми кажат дека општина Росован заштедила 10 милиона денара и ќе правиме ребаланс на буџетот. И јас, како сум научен да работам и како треба да биде од моје видување, мислам дека оваа година, во 2019, тоа што сме изгласале како предлог буџет, предлагам сето да се имплементира.
не да се останува за текуваната година. Така да минатата 2018 година, според мене лично, слаба проценка и слаба реализација. Толку има. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Може да гласим сега. Може, ама не е. Значи гласаме, каде кончу? Видејќи никој не ба разбор, го заклучува претресот и точката е ставам на гласање. Ве молам кој е за усвојување на предлогот на комисијата за усвојување на годишната сметка на буџетот на општина Росум за 2018. Против? Воздржани? 5 за, 2 против и 1 воздржан. Како пак да дојде? Не ќе ососело се. Предлог одлука за собствено учество на општина Росуман во проектот подобрување на социјалната инклузија преку уредување на централно подршка во општина Росуман. Комисијата со 5 гласа за предлага Советот да донесе предложената одлука. Отварам претрес по оваа точка, дали некој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, го заклучува претрес по точка да ја ставам на гласање. Верувам кој е за. 8 гласа. Констатирам дека Советот со 8 гласа за ја донесе одлуката за собствено учество на општина Росуман во проектот подобрување на социјалната инклузија. Предлог одлука за собствено учество на општина Росуман во проектот подобрување на животниот стандард преку изградба на водоснабдителен систем во Манастирец. Комисијата со 5 гласа предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Отварам претрес. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, го заклучува претресот точка да ја ставам на гласање. Не молам кој е за. Констатирам дека Советот со 2, 4, 6, 7 гласа за усвои предлогот. Веројатно како председател опомени ги советниците да не Има права. Јованче, има права, ако не сега да гласа, би се изгледи да... Не мора да гласа, може да гласа воздржано, може да гласа посакано. Тоа му е алиби, може да намерно да го прави, Може зашто да ги не замине да да се... Ама ако се замине, треба да каже дека тоа Извини. може да се замине, не. Предлог одлука за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Росуман за 2019 година. Комисијата предлага со 5 гласа за, предлага Советот да донесе предложената одлука. Отвора претрес по оваа точка, ве молам дали некој ба разбор. Ристо Јошев за време на гласање не ми напушти седница. Пред гласање излезе. Дали некој бара збор односно оваа точка? Бидејќи никој не бара збор, го заклучува претресот и точката е става на гласање. Ве молам кој е за усвојување на одлуката за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Росуман за 7. Ама да ги исклучи, што имаш права да го исклучиш. Веќе опоменате, значи Сега звонем и испаѓа, не се понаша културно. некултурно понашање. Апсолутно некултурно и Ако не. испадне испад, заврши се разговорот, пак влезе. Разгледување на барање за согласност на годишниот план за вработување на јавното предпријатие за комунална дејност Росуман од Росуман за 2019 година. По спроведената расправа и даденото појаснување од страна на председателот на комисијата, предлогот е со 3 гласа за, 1 воздржан и 1 против и барат од нас да донесеме одлука.
давање на согласност за годишниот план. Отворам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Решение да се Овој директоре. Да, решение. Почитувани советници, почитуван градоначалник медиуми, значи јас на комисијата го образложив потребата од поднесување на ова барање за согласност за се работи за 4 вработувања и тие ќе се остварат, нели како што објаснив таму, доколку се стигнат двете нови возила кои што се обезбедени од страна на локалната самоуправа на градоначалникот и на советот и планирани се негде од 1 август па до крајот на годината да зголемиме дејноста на комуналното предпријатие со изнесување на смет и во другите населени места. Доколку не се организираме до тога, значи нема да се остварат овие вработувања и се работи за вработување како општи работници за изнесување на смет. Тоа е кратко, бе таму дебатиравме. И сега би сакал да искористам да не се враќам два пати во однос на одлуката која што беше донесена од ваша страна за давање предлог до управниот одбор за донесување на одлука за отпишување на долгови на корисници кои се постари од 3 години. Значи, во одлуката ја примивме на 19 февруари и пристапивме кон испитување на правните и други последици од донесување на ваква одлука, се с цел да не го ставиме советот во заблуда доколку се донесе од страна на управниот одбор за да се гласа. Така да од правен аспект отпишување на долгови е дозволено, значи може да се отпишува да има директен отпис и индиректен отпис на долгови. Сега од финансов аспект да немаме финански проблеми по тоа. Значи ни беше сугерирано од страна на колеги од поголеми јавни предпријатија, стриктно од кавадарци кои што имате служби правни и други служби, да поднесеме барање до Управа за јавни приходи Скопје, со кој што бараме врз основа на донесената одлука дали со отпишувањето на долгови постари од 3 години јавното предпријатие ќе биде опторетено со персоналниот данок на доход или данок на личен доход, како сега е поново. Ова барање е поднесено во текот на денот, кога ќе го добиеме одговорот од таа страна, доколку нема никакви проблеми, значи за наредна седница управниот одбор претходно ќе ја донесе таа одлука на предлог на надзорниот одбор на комуналното и ќе биде доставена до вас за согласност. Доколку се појават одредени потреби да финансиски обврски према управата за јавни приходи, тогаш навремено ќе бидете исто така известени за понатамошна постапка по ова барање за отпишување на долгови за старини од 3 години и па насет. Едно апелирање, значи до граѓаните, значи дека очекувате што малку. Да, значи го разгледуваме ова барање и се со цел доколку има законска можност да ова го дадете согласност на ова одлука која што ви ја донел управниот одбор на комуналното. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог решението за давање согласност на годишниот план за вработување на јавното предпријатие за комунална дейност Росман за 2019 го ставам на гласање. Ве молам кој е за? Не видов точно, дигни разговарате. 4. Против? Воздржани? 4. 4 за, 4 воздржани. Предлог одлука во однос на поднесено барање од физичко лице. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Видите, никој не бара збор, го за... Се мисли за паричната? Да, парично. Добро, малку, за кратко се. Во врска со ова барање и во односи на идните барања кои ќе бидат поднесувани по овој основ, сакав само да напоменам дека во минатото имавме едно барање слично на ова или малку поразлично, кое што до ден денеска од барателот ми е кажано дека не се исплатени. Колку ке држи се местото ако тие средства тогаш се изгласани од советот не се исплатени, да не дојдеме само гласаме, не се исплатуваат. Дали ќе бидат исплатени тие средства, дали има основ
за исплаќање на тие средства, дали има основ за исплаќање на овие средства сега што ќе ги изгласаме. И би препорачал дека ова мерка не би требало да има поддалекусежно да постои како мерка во Советот со оглед на тоа дека во иднина ќе се појават низабаратели, ќе се изгуби смислата на општината, кај што општината има сосема друга намена. Не сум против за да го изгласаме ова барање, ќе го изгласаме, но кога веќе ги гласаме, да се реализира, значи во иднина доколку доаѓаат некои барања, во зависност од тоа да гледаме дали тие се предвидени во буџетот, дали имаме такви ставки каде што би можеле ние да ги исплаќаме, а не само да донесеме овдека одлука за исплаќање, па при тоа дали воопшто ќе станат тие при измена, при ребаланс, дали ќе бидат поставени за изменување и може да се случи да воопшто не бидат исплатени. Да, благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го започувам претресот и точката е ставена на гласање. Молам кој е за усвојување на одлуката на поднесено барање. Констатирам дека Советот со 8 гласа за ја усвоила одлука. Предлог извештај на Комисијата за верификација мандатни прашања, избори и именување од одржаната седница на 18.2.2019 година. Помола председател да се произнесе. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, медиуми, граѓани на општина Росоман, како председател на Комисија за верификација мандатни прашања, избори и именувања од одржаната седница 18.2.2019 година, ви го делувам ова извештај. На седницата присуствуваат 4 членови и градоначалникот на општина Росоман. Се дискутираат две точки и тоа. Точка 1. Во однос, точка 1, разгледување на барање број 08.521/1 од 27.11.2018 година, поднесено од Спасе Ристовски од Росман, со кој бара разрешување на членот на Советот Ристо Јошов поради неприсуство на седници на Советот на општината, на општина Росман, и по спроведената расправа, Комисијата со 2 гласа за и 1 против и 1 воздржан предлага Советот да донесе соодветна одлука. По втората точка, предлог решение за именување на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Росоман. Членовите на комисијата го разгледаа дописот од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и нивниот предлог за именување на председател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќај на патиштата. Комисијата со 4 гласа за предлага да бидат именувани следните лица: Златко Златевски, председател; Најчо Бошков, член; Борис Бошков, член; Пене Александров, член; Емилија Симонова, член; Андријана Петрова Џоргова, член. Комисијата предлага Советот на општина Росоман да донесе заклучок со кој ќе се биде усвоен овој извештај. Благодарам. Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот. По извештајот од председателот на комисијата со 2 гласа за, 1 против, 1 воздржан, предлага Советот да донесе одлука. Јас ќе ставам барањето, да го ставам за усвојување на барањето или како да го... Никаква расправа нема. Исто. Така исто. Значи, заклучок во однос на поднесено барање од Спасе Ристевски од Росоман. Како тако го ставаме на гласање.
Кој е за усвојување на поднесеното барање од Спасе Ристевски од Росомон? Против? 6 против, 2 за. Констатирам дека Советот не го усвои барање со Спасе Ристевски. Предлог решение за именување на Општински совет за безбедност на сообраќајните патишта во Росомон. Честачка. Не е завршена работа. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претрес по точката и ставам на гласање. Ве молам кој е за. Констатирам дека Советот 8 гласа за го усвои решението за именување на Општински совет за безбедност на сообраќај. Предлог извештај на Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата од деца и јавна безбедност од одржаната седница на 18.2. Врз основа на член 44 од статутот на општина Росоман и член 110 и 128 од деловникот на Советот на општина Росоман, Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност од одржаната седница на ден 18.2.2019 година до Советот на општина Росоман го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваат 3 члена на комисијата, а на дневен ред на комисијата беше утврдена една точка во однос на која комисијата расправаше и во однос на која својот став и предлог го доставува до Советот на понатамошна постапка. Во однос на таа точка од дневниот ред, предлог одлука за ажурирање на процена на загрозеноста на подрачјето на општина Росоман од сите ризици и опасности, по спроведената расправа, комисијата со 3 гласа за зазеде став со кој предлага Советот на општина Росоман да ја донесе предложената одлука. И предлага да го усвои ово извештај во целост. Ви благодарам. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлог предлог одлуката за ажурирање на процена за загрозеноста на подрачјето на општина Росоман од сите ризици и опасности. Кој е за? Констатирам дека Советот со 8 гласа за ја усвои оваа одлука за ажурирање на процена за загрозеноста на подрачјето на општина Росоман од сите ризици и опасности. На крај предлог прашање, пета точка, сметничко прашање или предлог побарање на неколкумина наши сограѓани кои се за жал во инвалидски колички. Побара од мене извештај и информација. Дали ние можеме да стапиме во контакт со општина Кавадарци, односно да се воспостави меѓуопштинска соработка со општина Кавадарци на ниво на градоначалници, на ниво на совет, бидејќи они располагаат со специјализирани возила за транспорт на такви болни. Јас се консултирав со колегата председател на совет на општина Кавадарци. Од него добив потврдна информација дека такви возила постојат, тие се донација или набавка небитно. Меѓутоа, за да може да ги користат и нашите граѓани таквите услуги, потребно е да се воспостави на почеток соработка помеѓу двајцата договор, помеѓу двајцата градоначалници, а потоа истото тоа да помине на совет во општина Росоман и советот на општина Кавадарци. Значи се работи за неподвижни луѓе во инвалидски колички за кои што им е потребен транспорт, а они не може да се транспортираат во да не речем нормални возила, во овие што ги имаме дома. Значи потребно е специјално возило, они ги имаат тие возила, само е потребно да се договориме ние, советот и градоначалниците. Значи јас апелирам до градоначалникот да стапи во контакт со градоначалникот на Кавадарци и потоа да ги поминеме тие одлуки на совет и ние и општина Кавадарци, за да можеме да им излеземе во пресрет на овие луѓе. Затоа што не се работи само за инвалиди, него се работи за луѓе кои што се тешко болни, неподвижни, тешко е да се транспортираат тие лица.
од искуство знам, не лично за среќа моја, али но бидејќи сум здравствен работник знам колку е тешко да се транспортира такво лице, предлагам да се стапи во контакт и доколку е можно да се заврши таа работа. Благодарам. Прашање. Јас сам предлог пред началникот бар збор. Почитувани советници, во врска со проблемот кој што го истакна Маријонка, ние немаме подпишано меѓуопштинска соработка со Кавадарци, бидејќи тие имаат возило, едно е тоа возило специјализирано, меѓутоа можам да ви кажам дека јас контактирав со градоначалникот и ние веќе извршивме услуга за такви лица кои што имаа потреба. Градоначалникот излезе во пресрет и дозволи возилото да дојде и да транспортира, да изврши таква услуга, да. Не знам дали може да поставим, да направиме таков договор, тоа треба да разговараме ние меѓу себе, па да видиме дали тоа може да се стори. Иначе, уште еднаш да потенцирам, извршивме веќе таква услуга, без разлика што немавме подпишан меѓуопштински договор. Доколку еднаш избегал градоначалникот, дали е тоа достапен тој број, значи како тоа иде да се им се објасни, да го објасниме на луѓето, затоа што јас насоките од председателот на советот ги добив тие, значи со ало бројот на телефонот достапен од возилото, доаѓа возилото на одредена адреса, го зима, го транспортира пациентот до здравствена установа. Значи за да може тоа да се користи редовно, да не е тоа за секој поединечен случај, да предлогот беше да се договориме, значи како општини. За виднина не можам да кажам, да конкретизирам, меѓутоа може да разговараме и да видиме. Предлогот не беше да се разговара за тоа. Со ова исцрпен дневниот ред од денешната седница ви благодарам на присуството и ја затварам седницата.